Ме фаќа, Штипјани викаат, жал, че ме фаќа кога ве гледам како го браните неодбранливото, кога ве гледам како го браните ова дивење на Африм Гаши, можам да заклучам политички и политолошки гледано дека демохристијанскиот конзервативизам стана влекач на антимакедонскиот необализам. Ете, накратко политолошката формула на вашето владење. Вие, колешки, не ни разбирате, со Бојан правам. Значи, ќе почнам ред по ред. Велите, нема прекршоци во собрание. Каде беше исламската молитва? Дома, кај Гаши или во собрание? Каде не се почитува македонскиот јазик и ни доставува двојазично? Дома, кај вас или во собрание? Каде државни инсигнии не се почитуваат? Дома, кај вас, кај мене или во собрание? Дури и да било така како што вие викате, да не е во собрание. Спикерот не е до 12, спикерот е 24/7. Значи, дигнитетот и угледот на собранието преку спикерот се перпетуира 24/7. Не може до 12 дека му е смената е он спикер и после Африм Гаши. Напротив, и он сам ви кажа дека не може да мрдне затоа што он е 24/7 председател. Башото е 24/7, се што прави и надвор од работно време и како има основ за интерпелација. Следно, што велите, за разлика од претходните, сега сите сторители биле казнети. Прво, јас се сомневам дека се казнети. Познати се случаите на Владим Кавераб, јас се сомневам дека и во случајов е така, затоа што ОЈО е под окупација на рамковни кадри, дали од Влен, дали од Дуи, дали... Значи, тие врана на врана очи не вади, значи тој некој си примен тука преку партија, таму обвинителот преку партија, ке му го стави во фиока и вие пред јавноста панчек и ни мафта, еве го казнет. Тикви со расово е казнет, прво не верувам дека е казнет, второ, дури да е казнет, во нашиот кривичен законник се одговара и оној кој поттикнувал. А самиот Гаши призна дека тој дал директива, неговиот ликтор, неговиот телохранител, неговата преторијанска гарда да репетира пиштол на македонски полицаец. Следно, му замерувате на Талјат дека ги пцуел. Баш тој што ви пцуеше и тие што ви пцуеја, ви обезбедија двотретинско мнозинство за да гласате реформа во јавна администрација, односно во министерство. За паркингот, и како е битно, законот за собрание дека председателот одговара за движните и недвижни ствари. Ние сме единствен парламент во вселената кај што Стафер паркира на паркинг, а вие паркирате на тротоар. И тоа не е за вас, нели, секојдневие. И на крајот, поминало времето на шерифи. Не, тие се уште репетираат